Работничка партија до владата и собранието на Република Македонија. Предмет барање. Работничката партија до владата на Република Македонија ги доставува следните барања. Под 1. Измени и дополнување на законот за избори со прецизирање на изборната постапка. И тоа отисок од показалецот на гласачот, гласање со физичка промена на ливчето за гласање, со перфорирање, со оттинување на дел кој останува кај гласачот и со скенирање на ливчето пред уфрлање во гласачката кутија. Броењето за контрола на извршеното гласање да биде извршено под видео надзор и да биде трајно снимено и документирано. Под 2. Стоп за сите разговори и преговори со било кого, било кој идентитетско и историско културолошко прашање. Под 3. Стоп за продажба на државното национално земјиште. Под 4. Стоп за продажба на концесиите на рудните национални богатства, руди, води и слични суровини. Под 5. Стоп за продажбите на фирмите на и стратешките индустријски капацитети од национален интерес. Под 6. Стоп за продажбата, приватизацијата на македонските железници и итна нивна модернизација. Под 7. Стоп за продажбата, приватизацијата на националниот сервис за информирање македонската радио-телевизија. Под 8. Забрана на партиите што извршиле велепредавства. Под 9. Ревизија на приватизацијата извршена надвор од економската логика и законитостите. Под 10. Донесување на закон за потекло на имотот и одземање на нелегално стекнатиот. Под 11. Враќање на работничките права и вреднување на трудот според економските законитости специфицирани во Законот за најниска загарантирана и исплатена саатнина. Под 12. Враќање на Законот за работните односи број 20 од /90 од 27.6.1990 година. Под 13 точка. Администрацијата во Република Македонија да се сведе во рамките на германската администрација. Тоа значи 1% од жителите на Република Македонија или од 200.000 да се сведе на 20.000. 180.000 да се префрлат во регионалниот сектор за рестартирање на уништените стопански капацитети, како што се МЗТ, Охис, Порцеланка, ФАС 11 октомври, Силика, Југохром, Газела, Кожарите, Свиларата, Топилницата. Под 14 точка. Воведување на новиот обштествено-политички саморегулирачки систем СЕПОКО. 15. Одложување на пописот заради несоодветноста на законот за попис и смртната здравствена закана од пандемијата. Ова се дел од итните мерки што мора да бидат спроведени во Република Македонија за да стане дел од нормалните, за да Република Македонија стане дел од нормалните држави и економии што досега мораше да биде направено. Овие мерки до сегашните 30 години владеачките партии на ДПМН и СДС, ако сакаат, можеа да ги реализираат до последното барање, но истите не го сторија тоа. Затоа ние, Работничка партија, ќе ги реализираме во содејство со честните и вредни припадници на работничката класа во Република Македонија од сите вери и племиња. Тоа ќе биде реализирано по пат на референдумско изјаснување. Работничката партија овие барања ги доставува до релевантните наведени фактори во рок од 5 работни следни дена. После овој рок, отпочнувајќи секојдневните протести, како активности на Работничка партија пред собранието и владата на Република Македонија.